куќата на Европа во Крива Паланка во петокот го прослави првиот роден ден. Кога се отвори, беше втора во земјава и оттогаш функционира како место на новата генерација во градот во кој се наоѓа, но и во целиот североисточен регион. Идејата на постоењето на куќата на Европа е да биде простор каде младите ќе можат не само да се дружат, туку и да учат и да разменуваат идеи. Во првата година од постоењето во објектот во Крива Паланка се организирани 150 настани со повеќе од 3400 учесници. Една од главните цели, како што сведочи 26 годишната Ивана Стојчевска од Куманово, е креирање младински политики за подобра иднина. Младите можат да допридонесат за заедницата многу повеќе што ние мислиме и знаеме, бидејќи младите се многу креативни, многу паметни, даваат идеи кои што на нас не би ни дошле на памет. Стојчевска е една од неколкуте млади кои добија благодарници за придонесот во куќата на Европа. Такво признание доби и 27 годишниот професор од Кратово, Младен Мицевски, кој во исто време е и председател на Младинскиот совет во Кратово. Според него, она што најмногу недостасува во моментов е поголем слух од локалната и од централната власт за најгорливиот проблем – младинската невработеност. Се надевам дека тоа ќе биде еден од приоритетите, бидејќи на тој начин би успеале она што се гради тука да остане, всушност капацитетите што ги градат младите, да останат тука и да помогнат во општествениот развој. Инаку, тоа не би било, односно ние би дале како, да кажем, држава некој си производ, но тој производ би бил искористен некаде на страна. Овие тела што се веќе формирани во рамки на општините како локалните младински совети, па ќе спомнам и националниот совет на млади на Македонија, би требало во иднина да се засилуваат и да имаат се поконцизни барања. Еден од начините на кои барањата на младите добиваат на тежина е преку нивно вметнување во плански документи. Така, младинското незадоволство во делот на вработувањето е изразено и во стратегијата за млади на Крива Паланка за периодот од 2019 до 2024 година, финансирана од Европската унија со поддршка на општината. 45% од младите сметаат дека треба да се преземе нешто за да се спречи нивното иселување. Ист процент млади бараат општината да создаде можности за поголема понуда за младинска работа. Новиот градоначалник Сашко Митовски вели дека во идниот период ќе се фокусира кон креирање успешни младински политики и привлекување инвеститори со цел младите да останат во градот. Во изминативе неколку месеци, заедно со општинската администрација и со Советот на општина Крива Паланка, донесовме неколку значајни и клучни одлуки каде што акцентот е ставен толку на младинската проблематика. Една од тие одлуки беше формирањето, донесено со одлука на Совет, формирање на локален совет. Во меѓувреме, во општина Крива Паланка има назначено и лице кое што директно ќе работи со младински проблематики, но она што ќе го направиме и во следниот период е отварање на канцеларија за директна поддршка на младите. Исто така во следниот период, јас како млад градоначалник на општина Крива Паланка заедно со Советот ќе пробаме да донесеме неколку значајни одлуки во субвенционирањето на креативни и иновативни млади лица. Покрај поддршката што ЕУ ја дава на тема млади, тука се инфраструктурните проекти. Европски пари се вградени во изградбата на новиот плоштад, пешачки патеки, спортски сали, систем за управување со отпад, инвестиции во земјоделството. Some of those activities have taken place through cross-border cooperation. I'm particularly happy to have seen, particularly in the area of tourism, the cross-border cooperation with Bulgaria, which has worked so well here. And I'm particularly pleased today to have been joined by both the ambassador of Bulgaria and the ambassador of Sweden, who have been joined up as part of what we call Team Europe, that is the European Union and its member states working together in support of citizens. Еден од најголемите приоритети на кривопаланчани, но и на државата, со поддршка од Европската унија, е изградбата на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, кој треба да ги подобри врските со Бугарија. 13-километарската патна делница е финансирана од ЕБОР со 10 милиони евра, а 2,4 милиони евра се обезбедени од ЕУ. Corridor 8, it's a very important strategic project. The European Union is providing significant support for the development of Railway Corridor 8. We're looking forward to the development of work on sections 1 and 2, and also we're working on the third section
so that this also can be put in place. The third section being Kriva Palanka across to Beredeve. Developments such as this are going to be so important in ensuring sustainable economic growth and increased trade and good relations. Во пријателска атмосфера, одбележувањето на роденденот на куќата на Европа заврши со пријателски надпревар меѓу женските кошаркарски екипи на Крива Паланка и Локомотив од Софија. Повеќе поени постигна домашниот тим, но тоа и не беше толку важно. Победа е што сите присутни беа дојдени да ја прослават соработката.